Северна Македонија треба да биде предпазлива кога е во прашање можност за повторно активирање на западно-балканската мигрантска рута, предупредуваат граѓански активисти. Откако Турција ги отвори границите за илјадници мигранти во правец кон Европа, а со тој и кон Грција, Јасмин Реджепи од невладината организација Легис вели дека иако за земјава во овој момент не постои поголема опасност, актуелната ситуација треба да се следи бидејќи постојано се менува. Македонија е подготвена да одговори секогаш, бидејќи ние веќе еднаш го поминавме СВО со многу поголема бројка. Од една страна, од друга страна треба да внимаваме не само на безбедносниот, туку и на хуманиот дел. Сите тие луѓе имаат своји права, да не им се прекршат правата. Сепак Реджепи стравува од најлошото, доколку турскиот претседател Ердоган го продолжи рокот за отворање на границите за мигрантите, но и доколку нема договор со Европската унија. Треба да имаме предвид дека бегалците ќе бидат спречени од страна на Грција да преминат на нивна територија или пак ќе бидат задржани на островите, и така да тоа ќе се одолжи во период и нема да се случи веднаш, освен ако не се продолжи тој рок од 72 часа на неколку месеци или слично, тогаш веќе треба да не загрижи состојбата која што ќе следува. Безбедносните експерти велат дека и да се случи поголем бегалски бран, Северна Македонија ќе биде засегната повторно само како транзитна дестинација. Сите знаеме која е крајната цел на бегалците, а тоа сте земјите на Европската унија. Нема да има поголем безбедносен ризик кон нашата држава, односно дека пред се Грција и Италија поинако ќе се справат со ова што како ситуација се случи, а мислам дека и Турција ќе најде заеднички јазик со Европската унија. Салиевски вели дека сепак државните институции мора да ги стават сите своји механизми во употреба, но и да ги следат препораките на Европската унија. Реджепи вели дека само од Сирија во Турција се наоѓаат 3,5 милиони бегалци, од нив 10% биле сместени во камповите, а останатите слободно се движеле низ територијата на Турција. 1,6 милиони бегалци биле пред влегување во Турција. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски.